Северна Македонија и Бугарија не треба да разговараат по принципот на уцени, коментираат историчари за Глас на Америка во пресрет на новата средба на Македонско-бугарската комисија за историски, образовни и културни прашања, која според најавите треба да се одржи набргу. Работата на истата е во прекин скоро една година, а работите запнаа по најтешкото прашање за решавање, она за Гоце Делчев, за која од бугарска страна тврдат дека тој се декларирал како бугарин. Тоа што се прави сега е чиста уцена. Кој е тој што сега ќе каже како се чувствувал некој пред 1000 години? И дали бил тој или бил она? Тоа не е битно. Историјата не треба за тоа да ни служи. Историјата треба само да не учи да не ги повторуваме грешките од минатото и да гледаме понатаму. Професорот Јовановски не е голем оптимист дека работите може да се помрнат од мртва точка. Во овој момент забележуваме дека тоа е тешко. Тоа представува големо емоционално прашање за двете страни и оставам на членовите на комисијата да оставиме тие да го решат тој проблем и ако воопшто може да се реши таков проблем. Историските искуства на работата на историските комисии покажуваат повеќе децениски работи, вели Јовановски. Професорот Атанасовски пак порачува политиката да ја тргне раката од историјата. Историјата нека остат на историчарите, историчарите нека истражуваат да видат кој што е и нека си пишуваат статии. Зошто мора да се носи некаков памфлет, ние на Европа да им кажуваме кој е. Во однос на неодамнешните најави на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов дека Бугарија ќе ја блокира првата меѓувладина конференција на Северна Македонија со Европската унија, професорот Јовановски очекува дека до тоа нема да дојде, но потсетува дека бугарската влада во октомври минатата година усвоила рамковна позиција која ќе биде обврзувачка за сите идни бугарски влади. И најверојатно во текот на пристапните преговори на Македонија кон Европската унија, доколку има одредени проблеми, например со Комисијата за историските прашања, може бугарската страна да даде одредени забелешки или едноставно да прекине некои преговори за одредени поглави. Се надевам дека Бугарија нема да го искористи своето право да не блокира. Неодамна министрите за надворешни работи на Северна Македонија и Бугарија Османи и Захариева во телефонски разговор договориле интензивирање на политичкиот диалог на повеќе нивоа во престојниот период. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.